od moj jagol. Mislim, znači postojam. Новата година ќе пристигне кај сите. И кај оние што ја чекаат, и кај оние што не се расположени за неа. Се едно. Тивко, срамежливо и гордо, само како што знае таа новата година, ќе влезе кај сите и во сите. А волшебството, тоа е токму сега и токму во чекањето. Зарем не е убаво, почитувани, да се чека нешто што сигурно ќе дојде? Колку пати во животот се случило нешто да се чека, а тоа да не дојде, да не се оствари и да се заборави со минутите на времето. Затоа овде со новата година нема можности за промашување. Само таа и единствено таа секогаш доаѓа сигурно, точно и никогаш никого не изневерува. Таа се честита и се слави. Почувствувајте ја новогодишната магија со Македонското радио, Радио Скопје. Многу одамна еден мудар човек ми ја откри тајната на животниот успех. Многу е едноставно, ми рече тој. Суштината е во тоа да знае зашто треба да се придржуваш во ова лудо и динамично време на живење и од што треба да бегаш кога се има потреба од тоа. Гледајќи околу себе оден во ден, разговарајќи, откривам дека навистина е така, со оглед на вредностите и искушенијата кои постојано се некаде во близина и ги чекаат своите броени минути. Но, си велам, и тоа е дел од животот и задоволна сум со тоа што го имам, додека работам на тоа што би сакала да го имам, да го стекнам и пред се да го заслужам. Едноставно, не дозволува мојот телан и ентузијазам да бидат загрозени од негативноста што се емитува од многу страни. Одам смело по својот пат, со оптимизам пред се, во кој верувам и тоа ме носи во вистинската насока на создавање на нешто многу повозвишено. Љубовта има чудесна сила. Несовршеното го претвора во совршено. Трагајќи по големите животни радости, не треба да се превидат малите. Треба да се живее со сите сетила. Треба да се доживее љубовта за да се дооткрие радоста на живењето. Животот е еден. Реприза нема. Едноставно, се излегува надвор и се гледаат луѓето во очи. Им се открива грижата, радоста од времето што минува, но и живеачката што не зближува и поздравува на свој посебен начин. Се сака да се објасни дека треба да се биде чекор понапред од времето. Наеднаш меѓу минувачите се забележува позната личност што едноставно ги обезпокојува мислите. Рамнодушноста е само слабост кога таа е во близина, а сепак возврат нема поминатото време. Се било некако како сон, премногу далечно за да се доближи и пренесе силниот флуид на симпатијата и љубовта што всушност ја надраснува радоста на живењето. Сепак, секога се наоѓа и вообичаено се има со кого да се сподели во предпразничните денови доброто и тажното, говорот и молкот. Убав е животот кога се сака и празнува. На овој начин се живее на своја рака, во убавината на љубовта која никогаш не се разгорува до крај и кога се посакува таа да остане дел од радоста на живењето. Зборувањето е огледало на душата. Време е да им кажеме по еден убав збор на најблиските. Среќни новогодишни празници. Македонско радио, Радио Скопје. Некој ги сака празниците, некој ги прескокнува, но едно е сигурно. Од празничното лудило не може да се избега и треба да се научи справувањето со него. Се треба да се има под контрола. Давањето и примањето на подароци е еден од најубавите чинови кога се слави и честита. Размената е важен миг и не е за омаловажување. За време на празниците се покажуваат чувствата. Не е точно дека новогодишните подароци се знак на потрошувачки менталитет. Кога подароците се избираат помеѓу корисен и убав, подобар е овој вториот, зашто ги искажува пред се чувствата. Се што е убаво и безкорисно е два пати поубаво, запишал некој. Еднаш, бидејќи е убаво, а вториот пат, затоа што е безкорисно. Љубовта е најскапоцениот подарок што можете да го подарите. Ако размената на подароци се доживува како нешто наметнато со сила, подобро е ослободувањето од ова чувство.
Или дарувате, или не се трудите да купувате ако тоа не е во вас, не ви се допаѓа и блиските не ги чувствувате за вистински сакани. Маската е маска што само вие ја разбирате и во вакви празнични мигови, точно пред новата година, си ја откривате себе си вистината со познатото во себе. За кого јас всушност пазарам, шетам низ градов? Нека биде пред се за себе почитувани, а потоа за останатите. Искреноста кон себе и почитувањето на сопствените уверувања е важно доживување само за тие што знаат правилно да го сватат. На овој начин се бега од купувањето на подароци што не значат ништо. Колку е понесигурна врската, толку е потежок изборот на подарокот. Време за размислување и преиспитување се уште има. Дарување убаво звучи, но колку е искрено, веќе е позначајното прашање во дадените моменти на празнични случувања. Да си ги отвориме срцата, за да може љубовта да ни ја отвори нашата душа. Срекни новогодишни празници. Македонско радио, Радио Скопје. Завршува уште една година. Се што е сторено во неа останува далеку од нас и дел од нас, што се вградува во меморијата и живеачката, со сите настани од вознес до паѓање, од надеж до случување. Не знам дали треба да се памети се што било или не било, но едно е кристално чисто како слика и не може да е поинаку. Минатото не е она што е денеска и не може да му се доближи на тоа што ќе биде утре. Завршува една стара година, доаѓа нова, долга за едни, а премногу кратка за оние што ја мерат рамнодушноста на денот. Уште една долга година од патувањето на животот и веќе никој не е она што бил. Каков живот, каква судбина. Чудно е тоа колку брзо луѓето забораваат на она што биле, како тоа да не биле, за да може би токму од утре бидат некои други. Се заборава, за во еден миг долго да се памети и складира некаде во подсвеста. Завршува уште една година за повеќе да не се врати, бидејќи минатото не се враќа по никаква желба, како впрочем и еднаш тешко кажаните зборови, колку тоа и да се посакува. Што новата година ќе донесе, какви изненадувања, нови погледи, се уште не се знае, но се очекува секогаш подобро од вчера. Јасно е само дека животот продолжува да тече, да се движи, со нас или без нас, се едно. Многумина што беа со нас веќе не се меѓу нас. Тоа е животот и патеката одредена и предадена секому според некои чудни, непишани и не докрај разбрани правила. Смени овде нема. Се е во универзумот. Како и да се размислува, секому треба да се даде можност, па и на новата година да не повлече, да се заблагодари и да возврати со добрина, благосостојба, убавина и запишани нешта. Од секога се верувало во подобро, па така нека биде и сега. Иднината допрва доаѓа, а тајната на тоа што доаѓа е непредвидлива и се уште неискусена. Македонско радио. Радио Скопје. Годините се нижат, луѓето се менуваат, на полошано и подобро, спореда деното и скроеното, некако и од некого однапред. Кој тоа би го разјаснил? Како и да се земе, нека е пред се со среќано и порака. Потребно е повеќе труд, верба и работење за исполнување на дадените ветувања. Тоа е единствено и честно и морално за нормални услови на живеачка. Не се ветува повеќе отколку што може да се исполни, за да не се дојде до разочарување и неубави нешта. По стариот и добар обичај, за секоја година што доаѓа, чевлите се собуваат и бришат пред влезот во новата година. Пред собувањето следува прашањето дали во новата година сте подготвени за повторување на лоши дела, за поголемо другарство, за братство и единство, за помагање на старите изнемоштени, за повеќе пари. Ако одговорот е не, нема потреба од собување и бришење на чевлите пред влезот во новата година. Подобро е спиењето и продолжувањето, буткањето по старо,
отколку давањето празни лажни ветувања, кои никому нема да му помогнат и донесат нешто добро, подобро од минатата година. Со најубави желби во новата година. Македонско радио, Радио Скопје. Се што било во старата година и не ви се допаѓа, време е да го складирате во некоја невидлива фиока на мозокот и да го заборавите пред влезот во новата година. Стапнете во неа гордо и честно, колку тоа и да е може би тешко, со оглед на околностите во кои живеете и преживувате. Новата година еднаш доаѓа и се прославува. Како сите, така и вие, дома, во кафеана или планина, се едно. Избор секогаш имало и има. Парите се потрошувачка работа. Ги има, ги нема. Повторно ги има и обратно.